враќање на слободата и демократијата во Македонија. Изминативе 5 месеци променија се. Македонија никогаш повеќе нема да биде иста. После сето ова излегуваме посилни и поцврсти, обединети, сите заедно како граѓани, како народ, како држава. Со проектот Вистината за Македонија се разобличи вистината за владењето на Никола Груевски и групата околу него. За криминал, за изборни грабежи, за наместено апсење на Љубе Бошковски, за наместени судски одлуки, за нарачка од највисоко премиерско ниво, за рушење на милионската инвестиција Космос, за нарачки на прилози во вестите, за бруталните протести пред општина Центар, за менување урбанистички планови и закони за лични интереси и богатење на Груевски и неговите соработници. За тоа За тоа како немаме леп, а трошиме за чоколади. Никола Груевски во 2006 година велеше дека не сака да се пресели на Водно, бидејќи тоа ќе го оддалечело од народот и се пресели овде, позади. Човекот кој живее во таа зграда и со медиумите под негова контрола правеше филм за неговата наводна честност. Тој, премиерот Никола Груевски, за лични цели кршел и устав и закон, сурово се изживувал врз човечки и животни судбини. Слушнавме како далеку од очите на граѓаните се шетал во комбиња на Водно да одбира атрактивни плацеви и да купува илјадници квадрати. И денеска багерите ги качи горе, да им ги рушат гаражите на луѓето за патот, што исто така слушнавме дека го планирал до парцелите на име на фирми, зад кои што се крие лично тој. Тоа е класична потврда дека ништо не сака да смени Груевски, иако на последните негови настапи се правда пред граѓаните дека извлекле поуки од грешките кои не биле големи. Толку не е во контакт со реалноста Груевски, што човекот изгуби ориентација што е големо. Но вистината за Македонија ја донесе вистината до секој граѓанин и не поминуваат веќе тие филмови Груевски. Другари, после се што слушнавме, нема повеќе молчење. Немаме право на тоа. Мораме да ја вратиме слободата, демократијата, европските вредности во нашата земја. Мораме за себе, за нашите деца, за идните генерации. Кога Груевски 2006 година дојде на власт, даде интервју во кое рече дека сака да живее овде, а не ке да живее на Водно. Денеска слушаме како Груевски купува плацови на Водно и денеска слушаме дека човекот се замара со 23.000 метри квадратни на Водно. Почитувани пријатели, јас знам уште кога Груевски почна да апси политички неистомисленици, кога од Македонија направи земја на политички затвореници, дека он треба да си иде. Кога Груевски ја затвори А1 телевизија, тогаш знаев дека мора да си иде. А кога јавноста, целата јавност ги слушна бомбите,
ние мораме да го избркаме, нема више да го чекаме, он ке мора да си иде. Груевски од Македонија направи приватна држава, контролирана од неговата приватна партија, која е контролирана од него, неговиот братучет, неговиот кум и неговите слуги. Сите ќе одговараат. Приватизираната држава на него му донесе многу ќар, ама сите нас ни остави последици. Ние живееме во држава од која си заминаа 450.000 луѓе во последните 10 години. 450.000 луѓе си заминеле поради лошото владење на Груевски. Па Златна Зора да ни избереше премиер немаше толкава штета да направи. %30 од населението во Македонија живеат под равот на сиромаштијата, а сите работници, оние кои имаат среќа да работат, ги имаат најмалите и минимални и најмалите просечни плати во цела Европа. И поради тоа исто знаеме дека он мора да се иде. Кога опозицијата ги најави бомбите и разоткривањето на режимот, Никола Груевски прво викаше дека нема криза. Потоа призна дека има криза, ама велеше дека нема да има избори. На крај вика дека ќе има избори кои тој ќе ги организира. Ние сме овде да му кажеме: Никола, нема више избори кои ти ќе ги организираш. Готово е, Никола, готово е. Сакам да искористам оваа прилика и јавно, иако неформално тоа сум го кажал на моите пријатели од опозицијата. Ако не одговараат, а знам дека ќе одговараат, или ако нема конфискација, ќе бидам првиот што ќе протестира против идната власт. Ама они сега мора да одговараат за да биде Македонија. Почитувани пријатели, пошто овдека сме собрани да му кажеме на Никола да се оди, ќе дозволите и на него лично да ме се обратам многу кратко. Никола! Николче! Немој да дозволиш да се разлие гневот после бомбите на улици. Поднеси си оставка, направи барем еднаш као одговорен чекор. Знаеме дека на опозицијата имаш кажано дека ќе прифатиш се само да останеш премиер, али има една разлика, Никола. Ние не прифаќаме ништо ако си ти премиер. Мора да си идеш. Мора да одговарате, Никола, мора да одговарате. Поздрав соборци, до победа. Добар ден, драги борци, соборци, сограѓани. Денеска би сакала да му се обратам на Никола или Николае. Уа! Никола, дали не гледаш? Дали не слушаш? Знаеме дека и гледаш и слушаш се. Епа фино, ние пак дојдовме. Дојдовме и ќе доаѓаме секој ден ако треба. Се до моментот додека не заминеш.
Затоа што Никола, ти нема спас од нас. Готово е, Никола. Николае, ти заминуваш во историјата. Заминуваш на ѓубриштето на историјата. Таму ти е местото. Но, заминуваш и за да одговараш за сите злодела, за сите криминали што ги направи ти и твојата тајфа. Ќе одговараат и твоите бандити. Нема простување, мора да одговарате. Години, Никола, му ја исцицуваш крвта на народот за кој велиш дека те сака и дека ти го сакаш. 9 години ја пустошиш и ја уништуваш Македонија, ја осиромашуваш. 9 години сеете страф и омраза. 9 години не делите, 9 години не етикетирате, 9 години не затварате, па и не убивате. Многу семејства зацрнивте. Твоите 9 години, Никола, се нашите 9 круга од пеколот. И затоа, Никола, вие ќе си одите. Никола, ние сме тука. Дојдовме и ќе доаѓаме повторно да ти кажеме дека ти нема спас од нас. Дојдовме по подобра иднина, дојдовме по слобода, дојдовме по чист воздух, по слободен воздух, дојдовме по правото да имаме надеж, по правото да имаме правда, да живееме и да се надеваме на подобар живот. И затоа, Никола, ти мора да си одиш. Затоа, Никола, ти заминуваш. Збогум, Никола! Оставка! 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 Ајде да се подсетиме зошто сме тука. Оставка! 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 Груевски, вчера Заев ти испрати една порака. Цитирам: ова контролирано судство не го признавам. Уапсете ме. Завршен цитат. Но Груевски, пред да направиш било каков чекор, знај уште едно. И јас сум Заев. И мене уапсете ме. И друго, сите тука присутни се Заев. Зоран Заев. Уапсете ме Бирин. Знаете каде сме. Или пред твојот дом, или пред влада на Република Македонија. Пред известно време, истиот овој Груевски испрати закана до сите нас. Ке сме го плателе долгот заедно со сите затезни камати. Денес пред неговата резиденција ќе му порачам: Никола, не само што ќе го платиш долгот заедно со сите затезни камати, туку ќе ја вратиш и хипотеката која имаш земено на грбот на граѓаните. Ќе ја вратиш назад Република Македонија. Време е за оставка! 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 Почитувани сограѓани, драги пријатели, живееме во една специфична и разгорена политичка ситуација, во која постои една зла темна причина и еден повод, светол повод. Таа причина е еден залутан човек во политиката, кој не можејќи да се снајде во демократија, се впушти во севкупна општествена контрола, ја узурпира институциите, направи упад во судството, ги окупира медиумите, прислушкуваше, криваше политички затвореници. Да, почитувани,
Таа темна причина има име и презиме. Никола Груевски. Почитувани. А поводот, светлиот повод, кој заедно со сите нас ќе разреши оваа ситуација, е исто така човек и се вика Зоран Заев. Заев, кој знаејќи ја тежината на предизвикот вистината за Македонија, не се сокри зад македонска Викиликс, не се сокри зад македонски Сноуден, туку заедно со сите нас ја обелодени вистината за Македонија и до срж ја разобличи ова ненародна власт која ќе дојде до ак на истата. Токму оваа темна зла причина и овој позитивен светол повод го обединија нашето општество, не обединија сите нас. Но уште повеќе и уште подобро, што им се случи на Република Македонија, е народниот стабилитет. На Република Македонија се случи народен стабилитет, а тоа значи дека и покрај сите обиди за раздор на меѓуетничка и било каква друга основа, ние сепак сме заедно сите тука и во кампот на слободата. И македонци, и албанци, и турци, и власи, и роми, и срби, и бошњаци, сите заедно. Но почитувани, не сите заедно како фраза, бидејќи е популарно да се каже и убаво звучи. Туку затоа што навистина си требаме. Сме си потребни едни на други и уште повеќе сме и потребни на нашата татковина на Република Македонија. Слушам наоколу, Никола Груевски представувал тест за Европската Унија и Соединетите Американски држави. Непочитувани. Никола Груевски е тест за нас и ние ќе го решиме. И на писмено, и на усмено, и на екстерно прета го кинеме. Никола Груевски паѓа на рати, но мора да загуби на фери демократски избори. На истите тие избори на кои ние ќе представиме нашата визија за позитивна, за просперитетна, за подобра Македонија. Заедно со нашите кадри, кои се многу почесни и со кредибилитет многу поголем од овие актуелните. Затоа е потребна преодна влада. Но не за Груевски да падне, а СРСМ да дојде на власт, туку за доброто на Република Македонија. Затоа Груевски, конечно и со твојот речник, осмели се, прифати фер и демократски избори за доброто на Република Македонија. И за крај, една порака до сите оние кои што, а верувам се малкумина, остануваат резигнирани и рамнодушни на оваа ситуација. Почитувани, приклучете се. Ако не за друго, за вашите деца и внуци, кои утре други ден ќе пораснат, ќе читаат и ќе учат историја и ќе го сретнат овој темен период кога Никола Груевски владееше бескрупулозно со Република Македонија и со право ќе не прашаат каде ние бевме и што ние правевме во тие моменти. Ние тука присутните сме на вистинската страна со вистинските луѓе. Заедно сме со Заев, со целата опозиција, со мнозинството граѓани на Република Македонија и заедно ќе ги вратиме слободата и демократијата, ќе вратиме надежта во Република Македонија. Да сте живи и здрави, да живее нашата држава!